понатаму остануваме на тема високо образование, имено со организирање на првите академски часови на 3 октомври на сите факултети на УКИМ започна новата академска 2022-2023 година, која по 2 години пауза ќе се реализира со настава со физичко присуство. По 2 години поминати претежно дома, студентите се вратија во својот природен дом, амфитеатрите и предавалните на факултетите. Пред какви предизвици се исправени студентите во новата академска година е тема во фокусот ова утро. Истата ја разговараме со Славчо Темелковски, новиот председател на Универзитетското студентско собрание при Универзитетот Свети Кирил и Методи. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро, добро ве најдов. Благодариме за тоа што ја прифативте поканата. Најпрви честитки за мандатот. Факултетските и оние универзитетски студентски собранија беа формирани согласно последниот закон за високо образование од 2018 година, чисто за вове да ги запознаеме нашите гледачи. Третиот мандатен состав на Универзитетското студентско собрание при УКИМ беше избран неодамна, на гласање кое што се спроведе на 17 септември. Влегувате ли подготвен во овој нов предизвик како председател на Универзитетското студентско собрание на УКИМ и кој беше мотивот да се кандидирате за една ваква позиција? Така. Па мислам дека да не бев подготвен да влезам во, да кажам, во овој предизвик, воопшто немаше да се кандидирам за позицијата председател, со тоа што кој е мотивот? Мислам дека мотивот е доволно само до тоа што сум дел од тој студентски живот и едноставно 3 години поминати беа доволно за да ги воочам, да речам, поголемиот дел од проблемите со кои што се наоѓаат студентите, со тоа што никогаш не сум бил од типот на оние луѓе каде што само ќе ги воочам проблемите, него секогаш сум сакал директно да учествувам во решавањето. Затоа сметам дека јас како председател, заедно со собранието, нормално кое што го сочинуваат, така кажано, делегатите и останати, да кажам, студенти ентузијасти, веруваме дека можеме да го подобриме квалитетот на студентите и општо студентскиот стандард. Имате огромни предизвици очигледно пред вас. Во каква состојба го наоѓате студентското организирање на УКИМ на стартот на новата академска година? Така. Како најголем проблем во изминатите неколку години беше тоа што имавме онлайн настава и генерално тоа ги оддалечи студентите и мислам дека малку духот на студентите е опаднат од проста причина што нема можност едноставно секојдневно нели да бидат присутни во факултетите, да разменуваат мислење, па да се шири таа приказна поврзана со Универзитетското студентско собрание. Така да генерално ќе кажам дека концептот и организирањето на студентското собрание е добро, со тоа што мислам дека досега и поради тој предизвик и поради таа онлайн настава не беше направилен начин организирана целата структура во пракса и она што е пропишано дали според закон, дали според одредени норми, со тоа што оваа година веќе сакаме да ги поставиме основите за тоа, за да можеме на некој начин на подолгорочно ниво да функционираме како што треба. На стартот на вашиот мандат најавивте богата агенда во однос на работата секако. Кои се оние приоритетни проекти на кои што ќе се фокусирате во наредниот период како председател на Универзитетското студентско собрание? Така, како суштинска работа која што морам да ја најавам тука, делот дека мора студентите да ја вратат довербата во самото собрание и во самото тоа дека ова собрание функционира, работи и реално прави нешто за студентите. Како конкретни проекти кои што треба да ги најавам тука ќе биде отварањето на студентскиот културен центар, кој што е скоро при крај, остануваат само некои мали детали да се довршат во студентскиот културен центар. Тоа ќе биде мултифункционален простор каде што сите студенти ќе можат да на некој начин да се врши мрежување, да учат, да соработуваат меѓусебно со сите други факултети и слично. Исто така во проектот за зголемување на довербата према собранието, тука како составен дел на тој проект, значи ќе биде официјализирањето на веб-сајтот, односно ставање во функција каде што идејата е сите студенти да можат и преку веб-сајтот да ги споделуваат своите идеи, предлози, решенија и на тој начин да можеме поблиску да допреме до секој студент. Во склоп на самиот студентски културен центар ќе бидат воведени 2 пати во месецот отворени денови, каде што секој студент исто така во живо ќе може да дојде за истата тема, односно да биде на некој начин да ги сподели своите решенија и нормално да лоцира одредени проблеми. Така да
Тоа се некои поголеми проекти што исто така тука морам да го напоменам и желбата нели за конечно повлекување на таа папирологија, односно целосна дигитализација на образованието. Ние веќе имаме функционални платформи како за дигитални учебници, така и за пријавување на испити, но исто така во меѓувреме имаме и папирологија која што не прави можеби една од ретките земји каде што имаме таков паралелен систем. Голем дел од факултетите, морам да додадам, се уште се држат до истата. Така, тоа мислам се останува тоа и ние ќе бидеме во насока за целосно се дигитализира. Тука нормално имаме препреки од различни страни, но мислам дека желбата и ентузијазмот за да се дигитализира целиот процес може да во прилог на секого и мислам дека ќе не идеме на соработка од сите засегнати страни. Така да тоа се одредени проекти кои што ги имаме во програмата, исто така воведувањето на унифициран ценовник, исто така многу важна работа, бидејќи секој факултет мора за одредени работи, дали сте тоа запишување на семестри, дали одредени ставки за кои што плаќаат студентите, мора да бидат исто за секој факултет, односно не може секој факултет да има своја политика околу тоа околу одреден ценовник, него според мене тоа би требало да биде еден унифициран ценовник. Така да тоа е тоа во овој сегмент. Како што најавивме и на почетокот на разговорот, вчера стартуваше новата академска година за за студентите на факултетите на УКИМ, но и на другите универзитети во земјава. Кои се оние новини кои што може да се очекуваат во оваа академска година, со оглед на тоа што по 2,5 годишна пауза студентите се враќаат повторно во амфитеатрите и во предавалните? Така. Вака, како нешто најново кое што се случува во овие моменти е исто така формирањето на работна група која што ќе биде во насока за креирање на новиот закон за младински стандард, кој што има за цел да ги вклопи на некој начин, да ги состави сите закони кои што се под ингеренција на Министерството за образование и наука. Според мене доста добра идеја, бидејќи наместо да имаме 4-5 различни закони кои што ги опфаќаат студентите, ние сите тие закони ќе ги модифицираме во еден. Тука се нормално законот за студентски домови, законот за младински стандард, закон за гаранција за млади, како и законот за студентски субвенциониран оброк. Веќе на првата работна група ние имавме прилика да излеземе со одредени барања, доставевме гласни и издржани во своите барања, поготово околу студентските домови и студентскиот субвенциониран оброк. Други новитети кои што би ги напоменал и исто така најновата национална стратегија која што се креира за млади. Ние како УСС официјално стануваме член, каде што јас ќе имам прилика да учествувам во креирањето, како што реков, на националната стратегија за млади на ниво на цела држава. Така да тоа се одредени новитети со тоа што после 2 години, пак ќе кажам, најбитниот елемент и најважниот елемент, тоест на самото враќање во клупите, тоа што на некој начин има студенти кои што воопшто прво не биле на факултет. Мојата генерација конкретно бевме само 1 година на факултет и мислам дека тоа вмрежување и запознавањето на студентите од да речам од самите факултети е една голема предност, бидејќи на крајот на денот тие другарства остануваат и до крајот на животот. Така да тоа мислам дека е најважниот сегмент. Ги споминавме оние придобивки од физичкото присуство на факултетите. Од друга страна, со какви предизвици се соочуваат студентите токму на стартот на новата академска година? Така. Па вака годинава имаше неколку проблеми кои што произлегоа дали со приемот во студентските домови, дали со пријавувањето на стипендии, па како што кажавте во минатиот прилог, тие стипендии пријавувањето си беше продолжено до 30 октомври. Како што кажав, во склоп на новиот закон за младински стандард, тука се опфатени и студентските домови, каде што при нашето барање конкретно беше дека при самата евалуација на фактички студентите приложуваат одредени материјали, при самата евалуација во склоп на комисијата кој што ги одредува примените студенти ќе биде и представник од студентските домови, тоа беше наше конкретно барање. Во поглед на стипендиите, нормално ќе бидеме во насока пред се да ги намалиме условите и исто така и критериумите за добивање на тие стипендии, бидејќи според мене лично и според сите членови на УСС условите за пријавување се доста ригорозни, па сметам дека и тука треба да се направи одредена промена.
Има доста проблеми исто така и на други и во други сегменти, во други сфери, со тоа што генерално оној проблем со кој што се соочуваат сите студенти е делот нормално околу таа папирологија, па стварање на нервоза помеѓу студентите, па треба нели да се чека на студентски прашања и слично. Така да, тоа се генерално некои проблеми со тоа што, пак ќе кажам, проблеми постојано ќе има, постојано ќе се случуваат некои тековни активности, но нормално ќе бидеме во насока на решавање на истите. Со цел поголема транспарентност и информираност на сите студенти на УКИМ, ветивте дека Универзитетското студентско собрание ќе има пракса на секој 10 дена да известува за она што е сработено. Од друга страна, велите, за да почнат да се решаваат проблемите на студентите, сметате дека некои работи мора да се променат од корен. По тоа се подразбира вистинска и реална функционалност на Универзитетското студентско собрание, односно воспоставување на систем кој ќе биде здрав и одржлив на долг рок. Како планирате да остварите оваа цел? Така, мојот став прво и како личност е тоа дека секогаш мора пред се да се гледа на функционалноста на одредени тела на долг рок и како тие биле одржливи на подолгорочно ниво. Како очекувам на некој начин она кое што е пропишано во самите законски норми, дали во Законот за високо образование и така натаму, едно е тоа да биде напишано, друго е да биде спроведено во пракса. На некој начин и тука се прави таа поврзаност помеѓу довербата на студентите во самото студентско собрание, пред се како ќе ја зголемиме ние довербата, тоа ќе биде со самата работа. На тој начин ние ќе докажеме дека студентското собрание всушност постои, ги слуша нивните проблеми, ги слуша нивните предлози и потоа ги спроведува, односно нуди конкретни решенија. Затоа ќе кажам дека мора да се постави здрав систем, односно студентското собрание не го сочинува само председателот, под студентското собрание тука фактички студентското собрание се формира посебни комисии кои што се задолжени за работа на посебни теми, како што се јавно здравје, забава и култура, комисија за маргинализирани категории и слично, така да сите тие комисии им беше зададено дека во секој месец ќе мора да организираат барем по еден настан, работилница, јавна дебата, панел дискусија, со тоа што сметам дека на тој начин ќе покажеме нашата активност и на тој начин ќе можат студентите да се уверат дека и во пракса постоиме и стварно сме тука за нив, да ги примиме нивните предлози, нивните идеи и на некој начин во текот на годината да ги спроведеме. Со оглед на тоа што времето полека но сигурно не гази, сосема накоса за уште две активности во тек, односно активен е конкурсот за студентски правобранител. Така. Што се случува конкретно околу тоа прашање, со оглед на тоа што тешката енергетска криза е дополнителен проблем за целото општество, па и високото образование, може ли да се случи доколку снема струја на факултетите да се вратите повторно на онлайн настава? Има ли такви најави од управите на факултетите? Што велат вашите сознанија? Така, значи моите сознанија велат дека во месец октомври, значи наставата ќе си оди најнормално, со тоа што понатаму можно е да имало одредени рестрикции. Јас сметам дека и мојот личен став до кој што ќе се држам не само јас, него и самото собрание, тоа дека образованието треба да биде последниот сегмент од општеството кој што ќе биде на удар од енергетската криза, односно доколку и оваа година едноставно се вратиме на онлайн настава, баш како што кажав, ќе имаме студенти кои што воопшто не се појавиле на факултет, мојата генерација конкретно се појавила само една година на факултет и пак ќе кажам, тоа понатаму ќе има многу подолгорочни импликации бидејќи фактички младата работна сила веќе нема да биде со одредена експертиза и понатаму тоа ќе има одредени импликации во другите сегменти на општеството. Така да мислам дека таа е многу деликатна тема и по никоја цена не смееме да се вратиме на онлайн настава и ние ќе бидеме првите кои што ќе излеземе со апел дека мора наставата да продолжи во самите факултети. Во 10 секунди со студентскиот правобранител. Студентскиот правобранител, така е, после 2 години се бира нов студентски правобранител. Студентскиот правобранител на некој начин ги штити правата на сите студенти. Секој студент кој што си има осетено дека одредени права кои што му следуваат како студент му се прекршени и слично, се обраќа до студентскиот правобранител кој што има должност нормално да го прими тоа барање и понатаму да го спроведе.
Славчо, имаме навистина многу теми за разговор, но времето ни е ограничено. Нека биде ова причина повеќе за следно гостување во утринската програма на МТВ. Благодарам за прифатената покана и одвоеното време. Се надевам дека ќе продолжи успешната соработка со Универзитетското студентско собрание. Така, благодарам и на вас за просторот што го имав тука да ги искажам одредени работи околу студентското собрание, како што реков, се надевам на идна соработка со вашата редакција. Секако ќе закажеме повторна средба, особено за промовирањето на новиот студентски културен центар. Така. На сите студенти секако ќе им го честитаме стартот на новата академска година и секако ќе им посакаме успешна академска година. Добро е што студентите по 2 годишна пауза повторно се вратија на факултетите и во амфитеатрите, онаму каде што припаѓаат.